Значи, вчера имаше драматичен вознемирувачки настан и заложничка драма дефинитивно. Како се случи се? Вие бевте во центарот на збиднувањата на сето. За жал, вчера, во текот на вчерашниот ден, некаде пред 14 часот, додека бев на моето работно место овде, каде што сум и денеска, имав странки со кои што имавме одредена тема на дискусија, се слушна истрел, пукање, како да кажам, што во моментот не можевме да го дефинираме што е. А се случуваше во канцеларијата пред мене, во архива. Ги евакуирав странките, кога ги слушнав колешките како довикуваат и викаат дека нешто се случува панично. Од другата врата влегов, успеав да го совладам и ги замолив колешките во тој момент да заминат од канцеларијата, сега повредената колешка, за жал. Се расправавме и се боревме, да не речам, на некој начин со сторителот. А тој цело време? Тој цело време имаше пиштол во раката, меѓутоа јас сметав дека не е вистински пиштол, мислев дека е пиштол со кој што само ги заплашува колегите. Успеав да го донесам во мојава канцеларија, да го неутрализирам, за да го донесам во зидот позади мене. Тој цело време се закануваше и за жал испука и овде куршуми. Јас, пошто бев свртен со грбот према вратата, не видов дека колешката во тој момент, сега повредената, поминувала да пребега, за да... И се извинете, вака не мислам за да пребега. И не знам како е колешката повредена и не знам во кој момент колешката е повредена. Тој испука овде еднаш или два пати, стварно не можам да ви кажам точно, тоа во изјавите вчера со полицијата. Успеав некако овде да го совладам. Дојдовме до едно... Додека да дојди полицијата и инспекторите. Во меѓувреме колегите, додека тој се со пиштолот се закануваше прво него, мене, знаете како одат тие се, ако на филмовите малце ова. Колегите веќе повикале брза помош во однос на колешката, што не видов. Дојде, значи, благодарност до полицијата, униформирани полицајци, инспектори, дојдоа веднаш, значи можеби некои 10 минути ова сето траеше, додека луѓето стасаја. И од тој момент натако од оваа канцеларија тие го приведоа, му го зедоа оружјето и за кое што и верувајте до крајот на случувањето, додека тие не потврдија, мислев дека е само еден пиштол плашливец. Не знам, за среќа, не дозволив никој од колегите да биде овде, ги ослободив сите да си одат, да не бидат овде присутни. Не сакав да се зголеми штетата. Во текот од кога завршија распитот, во смисла на давањето на изјави на сите кои што биле присутни колеги, што беа релевантни, што се нашле во моментот тука, отидовме во болницата Борка Талевски, ја посетивме колешката, ми дозволија да ја видам во интензивна нега, како директор, така ми дозволија. Не смеев да остварам контакт, така, малце оддалеку, физички колешката изгледа добро, за жал, претпоставувам дека психички ќе треба понатаму со неа за да се работи и ќе има траума, што ми е многу жал. Според вас, како дојде до сета ова ситуација? Ситуацијава се влече од 2020 година, кога јас бев раководител, меѓутоа не на услуги, бев на прават своевремено, меѓутоа сум во тек со настанов. Колешката беше вклучена како водител на случај да го работи случајот во бракоразводната постапка на лице во сторителот.
по извесен период, бидејќи имаше некој недоразбирање и така натака, колешката беше изземена од случајот. Значи, друг тим си ја превзеде работата со случајот или не знам како беше со промена на реон, небитно. Зошто? Затоа што не се закана. Значи, не знам од која причина сторителот се фиксираше кон колешката, со цело време со погрдни зборови и така натака, меѓутоа во периодите кога доаѓаше овде и вербално се обраќаше и се закануваше, ние бевме тука да можеме да дадиме поддршка. Видете како да ви кажам, ние во Центаров и моите колеги за жал сме навикнати на вербални закани и тоа некако го сваќаме и сериозно и несериозно, затоа што се сепак вербални закани. Се до вчерашниот ден, кога се случи ова што се случи, мене ми е искрено како директор на институцијата и во период кога јас директорувам ми е многу жал дека ова се случи, а од друга страна ми е мило дека колешката е во добра општа здравствена состојба, барем по информациите што ги добивме од посетата во болницата, разговарав и со незините родители и тие се добри. Значи, се што сметав дека требаше како институција да го направиме заедно со колеги, жал ми е за колегите што го поминаа вчерашниот ден, дел во текот по настанот беа третирани во болницата, дел во текот на вечерните часови, меѓу кои јас, после полноќ, мислејќи дека ќе се издржи, за жал ни требаше да бидеме третирани во клиничката болница. Дел од колегите денеска не се тука, меѓутоа активно текот на работата течи и се излезени и на терен. Дали сметате дека ова ситуација можеше да се избегне доколку бевте информирани дека побегнал од психијатриската болница? Знаете како сега кога ќе размислуваме вака, јас искрено да ви кажам, прочитав и вчера неофицијално слушнав во цела таа гужва дека тој е побегнат од психијатриска болница, меѓутоа јас не добив сега некакво известување дека тој е избеган, па за да ние ја подигнеме нивото на подготвеност и очекуваните можни сценарија, бидејќи знаевме и колешката во континуитет пријавуваше, бидејќи тој приватно после работното време и се заканувал, тоа си има податоци во полиција. За жал ние не бевме известени и ова вчера кога лично јас кога го видов, ми беше неочекувано, бидејќи знаев дека тоа е се уште и казната, ефективната казна за издржување не му е помината. Како се случило, тоа ќе побарате од други институции. Дали дека станува збор за пропуст? Не можам да ви кажам искрено, затоа што се случи многу брзо. Ние човекот го видовме во нашата институција, а како, од каде, зошто, навистина не е во ред да кажувам за други институции како Дали имате контактирано со психијатриската болница? Се обидов вчера да контактирам, ми дадоа еден број, не знам ни дали е вистинскиот, од директорот на болницата, за жал човекот не ми одговори на повикот. И се уште не сум сигурен, мислам че чекам да ги добијам конечните известување дали е навистина избеган, колку дена е избеган и зошто ние како институција, посебно во дел каде што колешката била мета, да не бидеме известени, за да ние се приготвиме и да можеме да постапиме малце поинаку. Јас денеска сакам да кажам дека вчера во Прилеп се пукаше, меѓутоа, со пукањето на сторителот се пукаше во 1300 мои колеги. Ова можеше да се случи било каде и во било кој град во 30 центри на Република Македонија. Јас сум благодарен на министерот, на заменикот, на државниот секретар, на градоначилниците на општините, што изразија една соработка, поддршка, да не ги ако некакви потреби имаме да ги задоволиме, меѓутоа навистина вчера не беше
момент за да ние имаме било каква, видете, се случуваше во секунди. Денес има мирен собир пред повеќе центри. Ги поддржувате и што очекувате во иднина да се Следниве случува? чекори. Ако ме прашате мене, јас искрено ви кажав и во претходните средби со вас колку е важна нашата професија, без разлика на сите коментари, позитивни, негативни и така натака, 90% од населението доаѓа кај нас. Значи доаѓа кај нас да побара било каква потреба, значи дали било право или услуга. Слушнав неофицијално за собирите денеска, да, ако тоа допринеси до нешто, очекувам нападство од кабинетот на министерот да видам што понатаму. Мене ми е многу битно што во моментот колешката е надвор од животна опасност. А од друга страна се плашам дека ова може да ги окуражи други вакви насилници да дојдат кај било кој од нас и да предизвикаат поголема штета. И како да се реши сега? Размислувавме, сега пред да бидете вие овде, јас ги повикав моите колеги што се денеска на работа, баравме начин како сето тоа да го решиме. Видете, како да ви кажам, ние сме една, или сите центри во Републиката се едни од најотворените институции за граѓаните. Овдека треба да има пристапност за секој еден граѓанин кој што бара помош. Еве и под услов да ја затвориме влезната врата. Јас немам можност поканетата странка да ја како на аеродром да ја со детектор да ја искенирам. Едноставно не знам кој што со себе носи. За жал, случаите стануваат малце покомплицирани и покомплексни. Не знам каков став ќе имаме во иднина. Ова е удар на 1300 луѓе. Ви кажав дека вербалните закани не се секојдневни. Меѓутоа, тие вербални закани за нас досега не представувале, како да ви кажам, некоја сериозна закана. Меѓутоа, да, секојдневно, било какој од колегите. Секоја незадоволна странка, бесот го истура овде. И тоа е... Сметате дека треба социјалните работници да бидат позаштитени, но допрва да се размисли како? Или... Треба да сме заштитени, треба да... Видете, јас и предходно со вас, кога разговаравме, ви кажав колку е важна нашата улога, за жал не препознаена во општеството, меѓутоа, ние мора да сме заштитени, не знам на кој начин. Во моментов, искрено да ви кажам, јас стварно немам идеја кој е начинот на кој ние би биле заштитени. Ова е сепак институција од јавен карактер, овдека идат луѓе со најразлични проблеми, од најмали деца до највозрасни, од бракоразводи, семејно насилство и така натака, да не ги набројуваме, ги знаете категориите. Во моментов, навистина, не знам која е соодветната форма на